да се обраќаат до... Тоа е ова што јас се сомневам, на интернет блогови да почнува демистификација на тоа на кодошењето или ново кодошење. На ова електронско издание на овој магазин, или www.necenzurирano.com, постојат, објавени се документите на УДБА за југословенската емиграција во странство. Јас, тоа е огромна, не знам колку страни беше, одев, наоѓав и луѓе од Македонија, од сите поранешни држави. Значи, очигледно, главниот уредник и составот редакцијскиот на тој весник има разни документи на ЦИА за распадот на Југославија. Така, ако почнеме, ќе се вратиме во Македонија, платени ликвидатори кои шетаа по светот, денеска се бизнисмени во Македонија. Не, Чомовски, сакам да кажам дека, еве, ова е Западниот Балкан. Говорам дека и во другиве, Хрватска, која е исто дел од Западен Балкан, се создава една таква клима и се притиска за носење на ваков закон, и дека ние или ќе го направиме тоа како што треба, во нормална законска процедура, со што поголема контрола на тој процес, или тоа ќе иде по овој. Инаку и Бачев изјави за Фокус дека ќе достави досија на 30 најкрупни кодоши до Собраниската комисија. Во моите колумни тоа го напишав, ќе го сочекаме законот, ќе ја видиме комисијата. Ние во Народно движење за Македонија имаме список, еве јавно го кажам, на 30 топ кодоши кои биле. Една мешавина на политичари, новинари, академици, вредните луѓе. Тие се битни, тие да ги види јавноста. Не ни треба наш комшиските озборувања меѓу себе. И тоа еве, ќе го повторам денес се во Чуму, ние како Народно движење за Македонија ќе го објавиме. Ако не биде илустрацијата, со сите ништо не. Ќе го држам за збор. Со сето одговорно за тоа. Положение се завршите? Ние како здружение имаме став. Законот да се прошири, комисијата да има поголеми овластувања и да се, тоа е предвидено и со предлог законот, има некои овластувања, не да бара, него да има увид. Во законот се вика не да бара, да има увид. Во досијата и на ОЗНА и на УДБА постојат тие, ние имаме некакви информации дека тие, иако голем број се уништени, прочистени од самиот факт дека и Андов е иницијатор на тој закон, тоа многу зборува за мене во негативна смисла, но сепак комисијата да има поголеми овластувања и заедно со законот за илустрација да оди и законот за обештетување на политички затвореници. Добро, поштовани гледачи, се разбира, никогаш не можете да затворите, но секогаш се обидувам да отвориме прашања кои би требало да бидат наметнати во јавноста. Ова е една од дилемите кои добива димензии на енигма. Каде Македонија ќе отиде? И воопшто, дали воопшто имаме подготвеност да го надминеме оној синдром на получекор и еднаш конечно да исчекориме малку посмело во внатрешната демократизација, за да видиме кој не водеше, кој не води и на каков начин ни ги сервираат политичките своји бескрупулозности како флоскули на владење дека оваа Македонија ја водат во просперитет изминативе 17 години, а де факто видовте и гледаме каде сме и што сме. Следниот вторник, нова Чуму со нова тема. Пријатна вечер, се гледаме следниот вторник.